Благодарам, професоре Мурговски, почитуван декан на факултетот, почитувани професори, почитувани колеги, почитувани обвинители, судии, присутни. Најнапред сакам да ја упатам мојата благодарност до организаторот, Факултетот за безбедност, за можноста да учествувам на овој денешен настан, кој што е посветен на тема која што е суштинска за работењето, но и за резултатите од заедничката соработка на полицијата, обвинителството и судството, насловена криминалистички истраги, предистражна постапка, координација и соработка со јавното обвинителство. Велам суштинска, бидејќи од неја започнуваат сите действија што подразбираат собирање на докази за веројатноста за сторено кривично дело и неговиот сторител. А сите собрани и обезбедени докази во текот на предистражната постапка, кои ја потврдуваат основаноста на сомнението, водат кон одлуката за покренување, односно спроведување на казнена постапка или воспротивно нејзино запирање. Верувам сите тука ќе се согласиме дека со донесување на законот за кривична постапка всушност се воспостави оној нужен фундамент во кривично-правната сфера, чиј што придонес можеме да го согледаме не само преку модернизирањето на кривичната постапка во насока на целосно усогласување со европското законодавство, туку пред се во конкретното зајакнување на ефикасноста на кривично-правниот систем, особено при гонењето на разни видови на сериозен криминал, на корупција, на финансиски криминал, недозволена трговија со дрога, трговија со луѓе или сите облици на организиран криминал. Значи, станува збор за круцијални, систематизирани законски начела во истражно-обвинителскиот сегмент на спроведување на законите, кои што дефинирајќи ги и регулирајќи ги надлежностите на институциите, полицијата и обвинителството, од една страна представуваат поголема гаранција за почитувањето на правата на граѓаните, но истовремено се етаблираат и како современа нормативна алатка за поголема ефикасност на органите на прогонот. Дотолку повеќе ако се има предвид фузионирањето на полициската и обвинителската истрага во еден синхронизиран систем, или пластично кажано синџир на регулирани мерки и активности, стандардизиран согласно најдобрите практики и искуства од оваа област. При тоа, говорејќи од аспект на Министерството за внатрешни работи, преку воведување на низ законски механизми, како например Институтот криминалистичко истражување како полициска активност со примена на полициски овластувања или поквалитетно прецизирање на другите видови полициски овластувања, како што се лишувањето од слобода, прикриено полициско дејствување, влегување во туѓ дом и други затворени простории, препознавање, полиграфско тестирање и друго, ние практично се стекнавме со објективни можности за уште поквалитетно извршување на полициските обврски и надлежности. И тоа подеднакво, како во смисла на безкомпромисното исполнување на обврските пропишани со закон, така и во смисла на почитување на полициските надлежности, минимизирајќи го евентуалниот сомнеш во нивната законска оправданост. Особено низ призмата на јавната обсервација на полициското постапување, имајќи го предвид особено почитувањето на човековите права и слободи. Полицијата релативно брзо и успешно ги прифати и имплементираше тие законски начела, секако во тесна соработка со обвинителството. Меѓутоа, факт е дека квалитетот на еден закон или на група закони од една област, како во случајот закони кои го регулираат кривично-правниот сегмент, не зависи само од квалитетот на напишаните одредби, нивната усогласеност или прецизност, туку и од нивната практична примена во секојдневното функционирање на надлежните институции. Во крајна линија, токму искуствата од практиката се тие кои ја дават оценката за ефикасноста и ефективноста на законите, отварајќи простор за сите детектирани, а реално потребни надредби, усогласување, дополнување и слично. И во тој контекст сакам да истакнам дека оваа денешна трибина, односно нејзиниот тематски фокус на криминалистичките истраги со акцент на предистражната постапка, ги разбирам токму како конкретно, полезно, институционално и пред се академско декларирање на неопходноста од квалитетна обсервација на сите елементи на кривичната постапка. При тоа, преку стручен увид од досегашните практични искуства, очекувам да се дојде до реална анализа на потенцијалите на законските механизми што постојат
и што ни се дадени за примена. Истовремено, верувам дека овие денешни стручни дискусии и дебати сосема извесно ќе изродат и нови идеи и предлози кои ќе најдат свое место во натамошната практика во овој исклучителен, чувствителен и важен сегмент од кривично-правниот систем. И уште повеќе што сите сме мотивирани од суштинските начела на законитост, на заштита на човековите слободи и права, на безбедноста и сигурноста како базични постулати на она што значи општ и јавен интерес. И секако дека верувам дека ќе се изнајдат механизми не само да ги согледаме негативности во легислативата, туку најважно е да ги согледаме негативности во примената на легислативата или можеби на некакво различно и погрешно толкување на постоечката регулатива и на тој начин да се подобри ефикасноста во овие истражни постапки на кривично-правните настани. Посакувам успешна работа и секако да заеднички дојдеме до заклучоци кои што ќе помогнат системот да биде поефикасен за сите нас. Ви благодарам.